за државенство или се многу лесни или се многу тешки. Ако некој е дете на двајца македонски државјани, релативно лесно и брзо ќе добие државјанство без проблем. Ако еден од родителите е државјанин на тоа дете е над 23 години, треба да пројде низ постапка на натурализација, која што знае некојаш долго да трае, ама ќе го добие. И сега имаме ние проблем кај луѓето кои што се етнички македонци, ама немаат правна врска со државата. Јас летоска бев во Детройт на еден настан на обединетата македонска диаспора и таму запознав многу луѓе, некои од нив се пета-шеста генерација, тоа беше фасцинантно. Пета-шеста генерација во Америка кои што го одржале македонскиот идентитет, но потекнуваат од Егејска Македонија. И тие иако се македонци немаат правна врска со државата и немаме начин како да им извадиме државјанство, и тука треба да се апелира да малку да го смениме моделот на државјанство, добивање, за да им овозможиме некаков пат на овие луѓе да стекнат државјанство, зашто многу од тие луѓе многу се ја сакаат Македонија и многу од тие луѓе се многу успешни луѓе таму и малку дел од својот бизнис тука да го пренасочат или да не поврзат со тој свет таму. Некои од нив се и блиски до тамошните носачи на одлуки на политичарите, значи една таква офанзива би значело многу за нас и од финансиски аспект и од политички аспект. А имаат ли интерес? Дали сакаат? Имаат. Јас сум изненаден. Мене нормално сега ние кога растеме тука ги гледаме само црните работи во државата. И сега секогаш како викаат она, секогаш требате позелена на другата страна од оградата. Има интерес и тие припознаваат, прво ја припознаваат таа емотивна врска имаат со државата, но како што ви кажав, од се повеќе и повеќе од прагматични причини сакаат да добијат државјанство. Еве тука ќе спомнам еден многу интересен аспект на оваа работа. Знаете, сите сме слушале колку се високи трошоците за високо образование во Америка. Вие сега детето таму да го школувате, нема да претерам, може да кошта $500,000. Тоа и за имот на американска фамилија, тоа не се малку пари. Таму платите се високи, ама не се во милиони. Сега, ако тие деца нашинци таму од диаспората добијат македонско државјанство, тоа им отвара пат, ајде што можат во Македонија да студираат, но исто така познато е тоа дека врз основа на билатерален договор студенти од Македонија можат да студираат во Словенија без да плаќаат школарина за тоа. Со добивање на државјанство нив им се отвара тој пат да студираат во Словенија. Мислам дека и Хрватска сега има таква програма. Значи од различни аспекти тие имаат интерес да го стекнат државјанство. Да.